Почна штрајкот на Синдикатот за образование, наука и култура. Од Министерството за образование и Министерството за труд порачуваа дека и во услови на штрајк училиштата и градинките мора да ја вршат својата дејност, згрижување и воспитување на децата и организирање воспитно-образовен процес. Но од СОНК вела дека штрајкот ќе се одбива со неизвршување на работните задачи на работното место, односно штрајкувачите ќе бидат сместени во посебни простории. Нашиот Сотир Трајков го вклучуваме преку линк во вестите на Телма. Сотир, ти утринава посети неколку градинки и училишта. Каква е состојбата? Така е, Билјана, ние бевме во обиколка на градинка и училиште во општината Карпош, поточно ја посетивме градинката Орце Николов во Карпош 4, каде што, како што можевме да слушнеме од изјавите на родителите кои ги носеа своите деца, децата ќе бидат згрижени, ќе примаат оброк, значи основното што е потребно ќе им биде дадено во текот на денот и дека ќе може да ги остават до крајот на работното време, така им било кажано од градинката Орце Николов, од кадарот кој е внатре, но оној аспект кој е врзан со воспитувањето веројатно ќе изостане, исто како што и ќе нема настава во ова училиште во чиј двор се наоѓаме, тоа е Димо Хаџидимов во Влае, но еве предлагам пред се да започнеме со изјавите на родителите кои ги донесоа своите деца утрово во градинката Орце Николов во Карпош 4, кои патем да кажеме го поддржуваат штрајкот и велат дека ќе се снаоѓаат доколку тој потрае, како што најави СОНК, дека до исполнување на нивното барање за зголемување на платите согласно зголемената минимална плата ќе трае тој штрајк. Но да ги погледнеме изјавите на родителите. Како и секој ден, така и денеска вообичаено, значи го примија моето дете во градинка. Што ви рекоа? Виден кадар е тамо и така. Ке има јадење денеска? Децата ги згрижат? Да, сеќе има. Дали го оправдувате штрајкот на СОНК? Дали е во ред да се штрајкува? Па, секој се бори за своите права. Значи, нормално, ако тие сметат како просветни работници дека треба да одат на штрајк, нека си го обават своето право. Имате ли варијанта каде да го носите детето ако потрае штрајкот? Ќе се снаоѓаме. Слободно, регуларно, зашто баш ги прашав, нели, дека сме на работа? Да, слободно. Значи останете, вика, до 4, до колку што си остануваат вообичаено. Дали го поддржувате штрајкот на СОНК? Па сега, да ви кажам искрено, да. Сотир, дали ти утринава контактираше со некој од синдикатот на вработените, дали се пожалија можеби на некои притисоци? Така е, Билјана, контактиравме со регионалниот одбор на СОНК при општината Карпош, ни рекоа дека штрајкот е почнат без проблеми и дека во училиштата каде има наставен кадар кој членува во овој синдикат, штрајкот започнал без било какви проблеми. Овдека предлагам да ја слушнеме изјавата на председателот на синдикалната организација при училиштето Димо Хаџидимов во Влае. Во нашето училиште штрајкот се одвива нормално, без никакви потешкоти и проблеми. Штрајкувачите се веќе на своето место, односно во предвидената просторија во наставничката канцеларија, која е претходно договорена со директорката. Како што кажав, се е во најдобар ред. Постојат и наставници кои се од друг основ, иако се членови на синдикатот. Тие се наставници кои се приправници и нормално се на своите работни места, ги изгрижуваат децата кои родителите по своја волја или по некоја сопствена причина ги носат во училиштето. Ке има ли настава? Од членовите кои се на синдикат и оние кои се во штрајк, настава нема да се реализира. Од останатите? По останатите, зависно како ќе ги организира училиштето и директорот. Сотир, уште да подсетиме кои се точно барањата на членовите на синдикатот. Гледаме дека можеби некои наставници кои не се членови на синдикатот и ќе одржат по некој час, значи тоа како некоја забуна да настана, но сепак да подсетиме кои се точно нивните барања и каков одговор до сега имаш од страна на владата.
Така е, Билјана, откако беше изгласан законот за минимална плата, односно зголемена минималната плата од 15.200 на 18.000 денари, СОНГ побара зголемување на платите на нивното членство, значи во образование и детска заштита, односно градинките. Имаше средба со владата, тие конкретно побараа зголемување на нивните плати за 18,4% и системско и барање на решение за системско усогласување на останатите плати, но од владата излегува со став дека од СОНГ до сега во изминативе 4 години платите скокнале за 21%, така што овие барања сега во контекст на актуелнава економска криза според представниците од владата се превисоки, затоа што екстремното зголемување на нивните плати би предизвикало дополнителна инфлација, што пак од друга страна ќе им ги изеде платите, но од владата апелираат дека треба да продолжи диалогот со СОНГ за изнаоѓање на заемно прифатливо решение. Во текот на денот ние ќе посетиме и други училишта, ќе видиме како оди таму и како се спроведува штрајкот, дали воопшто има настава или само се е сведено на згрижување на учениците. За 1 или 1:30 попладне е закажана пресконференција на председателот на СОНГ Јаким Неделков, од кој, како што тој рече, ќе слушнеме дали во текот на денот имало притисоци врз членството на синдикатот за спроведување на овој штрајк.